Да се лаже е срамно. Да се разоткрива лагата е храбро. Дезинформациите денес се најголемиот подкопувач на демократските и на реформските процеси во светот. Паравестите имаат цел да ги подкопаат владењето на правото, политичката стабилност, да создаваат омраза меѓу луѓето и народите, да корумпираат и да влијаат врз новинарите и да ја намалуваат довербата во владите. Тоа е оружје во рацете на регресивните сили и пропагаторите на хомофобија, на антиваксерство, на национализам и на секакви други форми на радикализам, од политички до верски и идеолошки. Ја представувам Северна Македонија, земјата која во 2018 година надмина 3 децениски проблем со соседот Грција и постигна договор за нашето уставно име, што беше услов за наше зачленување во НАТО и за придвижување напред кон членство во Европската Унија. За време на спроведување на референдумот, на кој граѓаните се изјаснуваат дали се за решение со Грција и со тоа за натамошно членство на Северна Македонија во НАТО и во Европската Унија, нашата земја беше изложена на силна кампања со дезинформации и манипулации. Се појавија нови сомнителни веб портали, се појавија страници на социјалните медиуми, мистериозни лајкови и шерови во огромен квантитет, постови кои шират омраза, оркестрирани анонимни ставови, фотоманипулации. Сите тие имаат цел да влијаат врз нашиот народ, за да се отстапи од нашата национална стратешка определба, а тоа е членството во НАТО и во Европската Унија. Се спротивставивме со транспарентност и со брза комуникација со јавноста и со граѓаните. Не им дозволивме да не оттргнат од стратешкиот правец на оние кои што создаваа дезинформации од мистериозни комуникацијски центри. Во нашето горко искуство со дезинформациите имаме случаи на хибриден напад од страна на странски пранкери, кои преку наше конзуларно представништво, преку фиктивен, но навидом реален вебсайт и домеин, успеа да закажат и да реализираат телефонски разговор со нашиот премиерот на Северна Македонија, и тоа преку злоупотреба, замислете, на идентитетот на младата екоактивистка Грета Тунберг. Ние веднаш го обелоденивме овој случај пред јавноста и пред семејството на Тунберг и со тоа ги пресретнавме нивните намери. Аудиото од тој манипулативен телефонски повик беше објавено неколку месеци подоцна во очи на парламентарните избори со цел директно да се влијае врз волјата на гласачите и врз исходот од изборите. Манипулацијата не им успеа, бидејќи објавата на аудиото не беше голема вест, односно беше стара лажна вест која ние претходно сами ја објавивме и разоткривме. Овој пример само покажува дека дезинформациите имаат цел да влијаат дури и врз изборни резултати, односно врз тоа која политичка структура ќе ја води државата. На истите овие пранкери, Вован и Лексус, неколку месеци подоцна жртва им беше и канадскиот премиер Џастин Трудо. Почитувани, да се биде излажан од пранкери кои го крадат идентитетот на Грета Тунберг не е срамно. Но, да се зборува за тоа јавно и глобално е и храброст и неопходност. Затоа треба да бидеме будни и справувањето со дезинформациите да го прифатиме како секојдневие. Тоа бара храброст, соработка и сојузништво. Постојано да ги изложуваме пред јавноста лажните информации и тие што ги продуцираат. Постојано да споделуваме искуства, успешни и неуспешни, од справувањето со дезинформаторите. Нека се срамат дезинформаторите, а ние да соработуваме и повеќе и посилно, зашто поскоро тие да потонат во срамот, да се обединиме и силно да им се спротивставиме. Ви благодарам.